Екстремно високите температури во изминатите 10 дена енормно ја зголемија потрошувачката на вода во Прилеп, но водоснабдувањето во градот останува стабилно. Единствено по високите градски зони повремено се соочуваат со намален притисок или со краткотрајно снемување на вода. Издашноста на изворот Студенчица е во рамките на нормалата и засега нема потреба од вклучување на 10 бунари, кои пак исто така се подготвени во секој момент да бидат ставени во функција ако за тоа се укаже потреба, уверуваат од Прилепското јавно комунално предпријатие Водовод и канализација. За нормално снабдување на град Прилеп, некој просек е 260 литри, кој што е доволен за градот да функционира, нормално. Се случува во попладневните часови да градот троши 420 литри во една секунда. Тоа е едно голема количина, сите резервари се наполнети, изворот Студенчица во моментов има добра издашност и немаме проблем околу количините на вода од страна на Студенчица. Според Глобовски, тие неколку часа кога може во некои реони да снема вода, најчесто се резултат на несовесното користење на водата од страна на граѓаните во пониските зони. А јавното комунално предпријатие тука е технички немојкно за да може да интервенира на било кој начин. Притисоците ние како јавно комунално предпријатие не можеме да ги ускладиме само за тие неколку часа, за 5 до 6 часа, кога граѓаните трошат енорна количина на вода. Ние, како јавно комунално предпријатие, секоја година и оваа година пративме едно соопштение за рационално, тоа е молба од наша страна, за рационално користење на водата, која што е вода за пиење, а не за миење на коли, за миење на дворови, за полевање на зеленило и така натака. Но за жал граѓаните тој апел наш не го користат, а ние тоа можеме да го посматраме преку воведената скада во ова јавно комунално предпријатие, така да знаеме во секој момент електронски колку вода се троши. Во моментов од Студенчица кон Прилеп доаѓаат околу 290 литри вода во секунда и од слободните извори околу 20 литри, или вкупно околу 310 литри, што е сосема доволно за задоволување на потребите на градот и во овие жешки месеци, под услов водата да се користи совесно и рационално. Инаку Прилеп и покрај вклученоста во регионалниот водовод Студенчица, сепак како последен корисник во системот, со години беше еден од градовите кој имаше сериозни проблеми со водоснабдувањето и стана соевиден синоним за општина без вода.